Во следните 10 на 15 минути разговараме во однос на образованието со госпоѓа Весна Јаневска од Комисијата за образование при ВМРО ДПМН. Добро дојдовте. Добре најдов. За старт на разговорот одложено е второто полугодие, всушност почетокот на второто полугодие. Според реакциите и оно што можев да го забележам и Комисијата за образование при ВМРО ДПМН исто така бараш одложување на 2 недели. Се согласувате веројатно со оваа одлука на владата? И колку е целата исправна со оглед на тоа што се наоѓаме во пикот на заразата? 2 недели според вас што е оно што ќе придонесе? Ние побаравме официјално, преку социјалните медиуми да се одложи распустот на учениците за 2 недели. Прво, за да ги заштитиме учениците заради нивното здравје, да ги заштитиме нивните семејства, да го растеретиме здравствениот систем, да му овозможиме полежерно да функционира во овие тешки денови. Друго, заради страшната енергетска криза, имам впечаток дека комисијата за заразни болести кога одлучи да не се одложува распустот, не мислеше многу сериозно, ниту, јас се извинувам на колегите, но не мислеше многу сериозно ниту на здравието на младите, рачунајќи дека омикрон сојот е многу полесен во однос на делта и на другите, дека може би треба сите што побрзо да го поминеме за да стекнеме некаков имунитет, но не мислеше ни на енергетската криза. Мислам дека владата одлучува баш заради енергетската криза, не толку заради здравието на децата, туку заради енергетската криза да ги одложи, но добро е и заради едното и заради другото, затоа што училиштата, ако се ладни, децата не можат да работат, и јас си напишав, може би нема да добијат омикрон, ама бронхопневмонија, односно воспаление на белите дробови, сигурно ќе добијат, особено затоа што уште важат оние препораки дека треба да се работи со отворени прозори. Малку сме во некаква хаотична ситуација. Тука има доста реакции од родители. Родителите се штитат можеби децата од коронавирусот, меѓутоа настинуваат. Така е, со други ајде ќе речем условно нуспојави дома. А меѓутоа вие велите за заштита на за бидејќи во ек на енергетската криза. 2 недели што би промениле во училиштето? Заштеда на Прво би ме овозможиле, јас не сум економист, сигурно, добро, но прво би ги заштителе децата од студот, нели? Добро. А во однос државата зошто? Затоа што апсолутно нема средства и ќе овозможи заштита, и се надевам 2 недели не се малку за новата влада да изнајде начин како да го реши проблемот и со парното грејење, што е важно за училиштата, или другото грејење, каде и да е, затоа што не е само парното грејење во прашање. Парното грејење е во прашање во Скопје, а во внатрешноста на земјата знаете дека се греат и на струја, но и на дрва огромен број. Со оглед дека општините се урбаните средини каде што дрва всушност се користат за. Така е, но има и градови каде што се греат на дрва. Но знаете дека општините се во долго оставени грото. Знаете дека и во првото полугодие имаше проблем, или може би не знаете, јас ви кажувам дека имаше проблем со грејењето. Формулата на блок дотациите е сменета, допрва треба да видиме што ќе се случува со блок дотациите и како ќе се одвива. Може би во овој период 2 недели е добар период за да се подготват и општините, и сите надлежни, дури и министерот. Јас мислам дека 2 недели се добродојдени и за новиот министер за образование, за да се подготват, за да можат процесот на образование да го спроведат така како што треба, а тој да тече континуирано. И знаете, во цел свет се зборува за психичкиот ефект на короната, па и другите кризи, економските кризи, енергетските кризи. Само во Македонија, тоа така некако попатно од некои експерти, ентузијасти, ќе речат како делувало психички, нека биде само корона кризата на населението. Страшни се последиците од изолацијата на луѓето, од губењето на работните места и така натаму. Сигурно, но не и најмалите, не и оние кои што се во основно училиште и во средно училиште. За нив таа криза
сепак беа едни од оние кои што апелираа да се вратат натре во училишните клупи. Не им фали таа. Точно тие сакаат да, точно за тоа изборувам. Може не се разбравме, за тоа зборувам изолацијата, таа која предизвика страшни психички проблеми и губењето на работните места, децата сакаат да се на училишта. Јас тоа го поддржувам. Тие треба физички. Добро, госпоѓа Јаневска, имате ли бекап план? Имате ли Б план, варијанта за што ако после овие 2 недели не се променат работите и ќе треба да се одложи годината? Не да почне на 1 февруари, него може би ќе треба малку подоцна, не знаеме кога. Имате ли вие како комисија решение за тоа кој што ќе ги предлагате во јавноста, бидејќи сепак треба да стигнат некако до Министерството за ово? Знаете, понекогаш некои мои сопјартици ми велат дека сум и премногу конструктивна. Си што мислиме се е објавено. За жал, малку не слушаат. Ако сега не послушале, сме нашле заеднички јазик, ние ќе бидеме пресрекни, ако и понатаму тоа така оди, ќе бидеме пресрекни. Одложувањето за 2 недели и продолжувањето на училиштето за 2 недели во јуни, кога е топло, не е никаков проблем за децата. Сега ќе одмараат, тогаш уште 2 недели, кога не е претопло. Кога ќе дојде 10 јуни, ќе речат... Па знаете како. Кај нас за многу важни нешта се вели, ама не, ама зошто? Да. Ако сакаме да имаме држава модерна, слична барем на оние што се во Европската унија, ќе мора да се откажеме од нешто, ама сега зошто и како. Ред мора да се воспостави. Тие можат и скратена програма да добијат, но мислам дека не е соодветно затоа што веќе 2 години учат по скратени програми и губитокот е голем, не само затоа што програмата е скратена, туку затоа што процесот на образование е пореметен од многу аспекти. Онлайн учењето даде резултати, според вас? Слаби резултати даде онлайн учењето. Добро е што го имаше, немаше друго решение. Првата година беше полошо, втората година веќе почнаа за учениците, зборувам, да се адаптираат. Наставниците побрзо, потешко може би им беше, нели, со електронските уреди, разни возрастни групи, дошле во контакт, не дошле, добиле едукација, не добиле, но нив им беше потешко, на децата полесно, но квантумот на знаење кој го стекна не беше соодветен. Во вторава година, се извинувам само да завршам, во вторава година веќе посериозно се однесуваат, но одредена група, одреден процент на ученици. Другите се уште тешко се адаптираат. Да, може би тоа е една од главните воделки зошто властите или досегашната министерка инсистираше на физичко присуство во училиштето и покрај тоа што опонираат и родители, опонираат и различни групи, издруженија кои што, нели, образованието им е во преден план. Да ве прашам, бидејќи еве вие напоменавте нов министер за образование Јетон Шакири. Накратко, ако можете да ми образложите каде се неговите, каде треба да бидат наслучени неговите реформи, со оглед на тоа што образование покрај здравство и уште некоја гранка во Македонија е едно од најкревките, таму не гледаме темелни реформи. Еве, претходнава министерка, може би ќе се согласиме, може би не почнува со една таква темелна реформа, не беше прифатена, може би не беше доволно објаснета. Каде треба господинот Шакири да обрне внимание? Каде треба неговиот фокус да биде? Господинот Шакири има многу тешка работа. Сигурно, после она што се случи со министерката Мила Царовска, се извинувам, ќе има уште потешка работа отколку да не го направеше тоа што го направи. Значи, јас многу пати сум рекла, нема ништо лично, се извинувам, нема ништо лично. Многу пати реков, теренот воопшто не беше подготвен, ниту учениците, за дигитализацијата конкретно зборувате? Па воопшто и за концепцијата, и за дигитализацијата, и за укинувањето на учебниците, и за повлекување на учебници на сред полугодие. Знаете, за да можат наставниците, па и учениците да работат без учебник, како што се работи негде во светот, значи тие треба да се подготвени за тоа. Ние доаѓаме и одеднаш им велиме, вие од оваа година немате учебници, еве ви програма, ќе работите и така натаму. Немаше така стрикно, во секој случај. Ги одземаме учебниците, сега ќе работиме. Да, ги одземаа, оти ако се сеќавате, учебник по географија на среда полугодија беше повлечен, затоа што на некоја група, беше тоа некоја младинска албанска
Унија, не знам, не им се допаѓал текстот. И таа го повлече веднаш. Можеше тој текст да се промени. Не мораше целиот учебник да се помени, ако бил спорен. Иако не слушнав дискусија за тоа. Колку што знам, тој Од стручната јавност. Па беше повлечен учебникот македонски за да биде заменет со нов учебник во кој мајката добива хистеричен напит затоа што не може да оди на фризер. Нешто што не е соодветно на нашиот менталитет и на нашите наставници и на нашите ученици. Да се вратам на вашето прашање. Според мене, новиот министер има две можности. Или да врати се по-старо и потоа чекор по чекор, што е посигурен, но бавен метод да навлегува во реформи, или паралелно да се одвиваат многу процеси, за што треба стварно сериозен, сите тимови се сериозни, стручен, подготвен тим кој ќе може да води паралелно повеќе процеси. Кои му се можностите? Ако не враќа се на старо, секако паралелно, значи мора да направи ревизија на концепцијата, мора да отпечати учебници, но учебниците прво треба да се создадат. Еве овие 2 недели му се за ревизија, да речеме, на концепцијата, да види какви се односите визави 21,5 милиони евра, што е таму. Добро. Треба веднаш хитно да се почне реформа на наставничките универзитети, значи треба да поразговара со тие професори, со тие факултети, да изнајдат начин да направат програма. Тоа не може за 2 недели, но тој процес треба да почне и треба да почнат со адекватни обуки за наставниците. Наставниците се постојано малтретирани со некои обврзни обуки, од кои тие немаат никаков бенефит. Се е тоа на брзина, се е тоа што нив им е нешто познато, не се однесува многу на реформите, ако има 10-20% нешто ново, 80% е старо, се е тоа проблем. Значи, поддршка на наставниците треба да им се даде, и тоа од релевантни институции, воглавном од факултетите, не само од невладините организации. Немам јас ништо против невладините. Дигитализацијата не ја спомнувате воопшто. Како не ја спомнувам, реков учебници да има. Дигитализација треба да има. Јас не велам дека ние никогаш не бевме против дигитализацијата. Да има дигитални учебници апсолутно е потребно, но тоа треба да е паралелно. Треба да има хартиени учебници и треба да има дигитални учебници. Па децата кои можат или пилот училишта да користат и едно и друго, додека ние низ неколку годишен процес не стигнеме до комплетна дигитализација, да речеме, во едно оделение, па после во друго и така. Реформите во образованието не се прават за 1-2 години. И реформите во образованието, милион пати сум рекла и ќе повторам, бараат консензус, за да може, значи политички меѓу сите партии, меѓу сите чинители, меѓу факултетите, родителите, учениците, за да може тој процес да се одвива континуирано и ние ефектот да го видиме после 10 години. Јас се надевам дека новиот министер ве слушна, ако не ќе ве слушне, госпоѓа Весна Јаневска, Комисија за образование при ВМРО, ДПМН, ви благодарам на времето. Ви благодарам и јас вам. Од овде, после оваа тема, Сашо, всушност, што е предвидено во наредните? Пред мене го нема сценариото, меѓутоа да, има нова тема е на повидок. Па јас уживам во вашиот интересен разговор со госпожа Јаневска и баш ми е драго што мислам дека се во право добар дел од оценките не беа подготвени добро некои од тие реформи, иако пак и опозицијата знае понекогаш да кочи заради некакви политички интереси и така, меѓутоа го чека новиот министер на вистина голем зафатот и сме стигнати ни на пола пат до таму кај што треба бидеме. Простете, не кочеше опозицијата заради во образованието, не. Заради политички поени. Тоа може секаде на друго место. Образованието е вистински столб на општеството. Заради лошото образование ни е ваква ситуацијата во државата и заради некои други чинители, но генерално заради лошото образование. Одредени закони, ако мене ме праша мојата партија, и сега не треба да поминат покрај, да речеме, новата влада која би требала да донесе
ново чувство на соработка и така натаму. Тоа што не е добро не треба да помине. Тоа што е добро со задоволство ќе го поддржиме. Извинете што ве прекинав. Не, одлично, јас баш напротив.